Денови имав прилика да го прочитам блог постот "Либералниот капитализам" во текстовите на нашите блогери од засека импресивниот Виктор Трифуновски. Пред се големо задоволство ми причинува фактот што во Македонија се појавува еден силен и добро поткован застапник на либералниот капитализам и слободниот пазар. Сепак, како животен активист на ова поле, забележав некои грешки во гледањето на авторот кои се однесуваат на последните 30 години. Како и некои грешки во она како тој ги гледа разликите помеѓу либертаријанците и конзервативците. Бидејќи ова се факти кои не се лесни да се согледаат од прекуокеанска далечина, ќе се обидам да го исправам господин Трифуновски со цел да му помогнам да ги согледа работите како што се. За самиот текст "Либералниот капитализам" во текстовите на нашите блогери, би рекол дека во првите 7 осмини е сосема точен. Првата грешка Трифуновски ја прави во неговото толкување на режимите на Тачер и Реган, кои тој ги класифицира како неолиберали. Ова е една преголема грешка за која морам да признам дека и јас самиот бев виновен доскоро. Правилната класификација на овие идоли на новата десница е императив за здравата насока на движењето на идеи. Реган и Тачер не се либерали од никаков вид. Напротив, овие два политички лидери се неоконзервативци. За подобро разбирање на овие термини, тука би го посочил есејот "Новите конзервативци", напишан од англискиот класичен либерал Херберт Спенсер во 1884 година, а преобјавен на вебсајтот на Мизес институтот на Канада на 6 јули 2012. Во "Новите конзервативци", Спенсер ни дава прилика да разбереме како тоа луѓе како Фрчковски, Милчин, Денко Малевски, Чашулевци, Пол Кругман, Џорџ Сорос и ним сличните успеваат да се наметнат како либерали. Давајќи вовед на неговиот аргумент, Спенсер ќе напише: датирајќи од периодот постар од нивните имиња, односно конзервативци и либерали, двете политички партии застапуваат два различни видови на општествено уредување, кои општо кажано се разликуваат како милитарен и индустријски. Видови кои се карактеризираат при што едниот е режим на статус, конзервативниот, безмалку универзален од античките времења, додека другиот е режимот на договор, тоа е либералниот. Суштината на есејот на Спенсер е дека уште во доцна 19 век либералното движење било инфилтрирано од конзервативците, тоест од оние кои имаат за цел да ги ограничат пазарните, а со тоа и личните слободи, со цел да ги задржат своите привилегирани позиции во општеството, односно нивниот статус здобиен од воени заслуги. Конзервативците ги сочинува аристократијата, односно оние кои се стекнале со нивниот социоекономски статус по крвно наследство, како и олигархијата, односно новопечените богаташи кои се плашат од потенцијалната конкуренција која може од нив да направи помалку релевантни луѓе во општеството. Во Македонија воената аристократија сочинува старите комунисти, кои буквално се стекнале со нивниот статус благодарение на нивните воени заслуги во Втората светска војна. Оваа аристократија раководи со Македонија од Астом низ годините на Југословенска Македонија, па се до денес, која си створи своја олигархија со која здружено државата ја користи како приватно сопствеништво. Потенцирам дека стравот од конкуренција, кај оние кои се врвните богаташи, е пред се поради нивната желба да бидат ставени на повисоко ниво од остатокот на населението, односно да се движат помеѓу аристократијата. Тие станале врвни богаташи поради некаква благонаклонетост на државата кон нив. Од друга страна, кај секој човек постои страв за обезбедување на екзистенција, што се користи од конзервативците за нивна манипулација. Вистината е дека низ отворена и слободна конкуренција во општество каде што личната собственост се почитува максимално, не е возможно за било кој да отскокне многу повисоко од другите. Ова е така затоа што секогаш постојат безброј желни за успех, кои штом ќе забележат профитабилно превземание, веднаш скокаат на приликата да се здобијат со дел од тие добивки. Доколку добивките паднат под нивото на пазарната камата, предприемачите ќе почнат да се повлекуваат од таа индустрија и парите ќе ги инвестираат на друго место. Лудвиг Мисес заклучил дека тоа е причината што на слободниот пазар сите бизниси тежнат кон еднаква ставка на добивка. Конзервативците пак тежнат да го задржат статусот кво во дадениот миг кога тие се наоѓаат во позиција која според нив вреди да се зачува. Конзервативците се патерналисти. Нивна цел е општеството детално да го организираат според нивната визија, каде што не случајно тие се на врвот. Во конзервативната визија државата е над човекот. Таа го одгледува од колевка до гроб.
Денес таквиот приод кон општеството го имаат и оние кои се нарекуваат под наводници либерали и оние кои се нарекуваат конзервативци. Единствено се разликуваат во нивните приоритети. Од друга страна, класичниот либерал е индивидуалист. Тој има за цел да ги задоволи своите желби на начин на кој нема насилно да му одземе на друг. Тука е всушност вистинската разлика помеѓу конзервативците и либертаријанците. Современиот либертаријанец е наследник на традицијата на класичниот либерал. Затоа ниту Реган, ниту Тачер не може да се класифицираат како либерали, бидејќи клучните постулати на либерализмот, личната слобода и личната собственост, останаа занемарени во нивно време. Прво, тие не дозволија конкуренција на приватни валути, што значи дека немаа обзир за личната слобода како и собственоста. Не можеме да зборуваме за слободен пазар доколку нема слобода на начинот на кој ќе тргуваме. Наложувајќи му на пазарот да се користи исклучиво со владени валути кои владите постојано ги девалвираат, е наложување на еден вид на културна кражба. Понатаму, Лаферовата парабола, односно изумот на Артур Лафер, главниот економист на Регановата администрација, е формула за максимизирање на даночните приходи на државата. Прибирањето на даноци му штети на пазарот, а ја зајакнува силата на аристократијата што ја сочинува државата. Истовремено, даночењето е ништо повеќе од кражба, за која што аристократијата вели дека е потребна за да му помогне на граѓаните. Но било кој проект што го презема државата е секогаш инфериорен на приватниот. И клучно, во услови на лична потрошувачка, самиот поединец одлучува како ќе ги потроши своите пари, што всушност се плод на неговиот труд. Додека кога тие пари се инвестираат под наводници од страна на државата, некој друг одлучува како ќе ја троши туѓи пари. Да ја земеме антиквизацијата во Македонија, например. Повеќе од очигледно е дека не постои консензус од 100% помеѓу плаќачите на даноци во Македонија во однос на овој државен проект. Дури и сите плаќачи на даноци, освен еден, да се согласуваат со владата во секој поглед на проектот и за секој наситен детал, оној еден несогласен е оштетен, бидејќи тој има желба неговите пари да се искористат за друга намена. Реган и Тачер имаа своји антиквизации, да ги наречеме така. Било во поглед на потрошувачката на државни пари за вооружување, за спонзорирање на сателит режими низ светот, за државно образование, за миграциони политики, за војната против дрогата, војната против проституцијата, за спонзорирање на тајната полиција, културната војна, регулација на економијата и така натаму. Реган и Тачер представуваат олицетворение на новиот конзервативец кој воопшто не е нов. Додека нивната реторика зборуваше за лични слободи и отворени пазари, во реалност нивните администрации не донесоа ниту едно ниту друго. Тие продолжија да го бараат така наречениот трет пат, кој што не е ниту капитализам, ниту социјализам. Нивната најточна класификација е дека тие се она што се скоро сите останати политичари на 20 и 21 век, меки фашисти, бидејќи фашизмот е систем каде што номинално приватната собственост фигурира, но одлуките за тоа како ќе се користи таа лична собственост се во раците на државни бюрократи. Фашистичкиот режим истовремено се заснова на силен милитаристички национализам, кој во поголемите држави се олицетворува во воено наоружување како средство за здобивање на вештачки работни места. И индивидуата во фашизмот, како и во комунизмот, се подчинува на она што господин Милчин би го опишал како потребите на владите на државата. Ова звучи многу како Македонија на Груевски, но и на оние пред него тргнувајќи од Тито, зарем не? Во Југославија постојано живеевме во состојба на воен готовс. Од осамостојувањето навака, де чекаме инвазија од Бугарија, де голема Албанија, де проблеми со Грција. Истовремено, државата ги користи овие фантом опасности за да ги неутрализира политичките конкуренти. Додека на читателот разликите и деталните класификации можеби ќе му се причинат како цепење на влакна, тоа воопшто не е случајот. Правилната класификација на работите е многу важна. Спенсер тоа многу добро го воочил. Таа прогресивна перцепција на разликите и последователната подобрена исправност во нивното класифицирање под еден од нејзините главни аспекти, раснењето на интелигенцијата, е еднакво согледлива кога менуваме од релативно простиот физички вид до релативно комплексниот интелектуален вид. Видот, низ чија помош работите кои претходно биле групирани според одредени надворешни сличности или од дадени надворешни услови, стануваат поисправно групирани според нивните внатрешни структури и природи. Неразвиениот интелектуален видик е еднакво матен и грешлив во своите класификации како и неразвиениот физички видик.
Тука само би ја забележал иронијата, дека и покрај сета митологија на југословенскиот антифашизам, самата Југославија беше фашистички режим, а не комунистички. Имено, чистиот комунизам единствено испробван од црвените кмери на Пол Пот и од Ленин помеѓу 1918 и 1921 во она што е познат како воен комунизам, кога била забранета употребата на пари. Со воведувањето на новата економска политика, ИССР станала фашистичка економија. Втората грешка на Трифуновски во неговиот блог е во коментарите. Имено на прашање од Чичко Горио, кое што вели, што е разликата во економскиот систем помеѓу либералниот капитализам и неоконзерватизмот, Трифуновски одговора со долг пост кој овдека само ќе го сумирам. Цитирам: долга приказна, ќе се обидам во кратки црти. Имено, во самата десница постои еден тивок судирна релација конзервативци и либертаријанци, и едните и другите ги поддржуваат принципите на капитализмот, односно се заговорници на економските слободи. Затворен цитат. Веќе посочив на разедувањето помеѓу конзервативците и либертаријанците. Во суштина, конзервативците воопшто не се заговорници на економски слободи, бидејќи за нив националната слава е поголема од индивидуата. Тоа значи дека тие се подготвени во име на така наречено општествено добро да се одземаат лични слободи, лична собственост, како и да забрануваат економски делувања. Либертаријанците имаат логично конзистентен поглед кон светот. Според нив не постои разлика меѓу економски и општествен план, туку само дали на ненасилниот човек му се пружаат сите слободи да го направи она што тој го гледа како најзадоволувачко поведение за себе лично, без да му наштети на некој друг. Од тука произлегува профитабилниот мотив. Во услови на ненасилно тргување, обете странки ќеруваат од размената, а фактот дека постои профит значи дека купувачот се здобил со задоволство. Тоа е клучниот елемент што во она што јас, татко ми и воопшто Комитетот за демократизација гледаме на она што ние го замислуваме како лустрација во Македонија и причината поради која се обидуваме Фрчковски компанија да ги изведеме пред суд. Делувањата на Фрчковски, користејќи државен орган да проконува и лишува од лична собственост ненасилни поединци со изговор дека тие представуваат некаква опасност за општественото добро, се сосема во склад со конзервативниот поглед на светот. Во таа смисла, Трифуновски покажува дека се уште не навлегол во суштината на либерализмот, односно идеологијата на личната слобода, кога вели, цитат: по општествените прашања мене лично ми се поблиски конзервативците. Случувањата околу мојата земја ме направиле националист. А и некако не можам да ја сварам идејата за истополови бракови, легализација на дроги и слично, кои се дополнителни прашања по кои либертаријанците и конзервативците се разидуваат. За либералот не постои општествено прашање. Секое прашање е лично. Така, например, иако јас лично не сум хомосексуалец, не гледам причина зошто на некој што е да му се ускратува можноста да си ги задоволи своите желби, се додека тој тоа го прави на свој трошок и без да ми пречи на мене. Истото е случај со корисници на дрога, алкохоличари, било какви други дивијанти. Всушност, контролирањето на субстанција од страна на државата е само начин за таа да го шири своето влијание, додека пак национализмот е идеологија која неизбежно води до војна. Налагајќи правила од општествено добро во име на традиција или на било што друго, ја отвара вратата за понатамошни државни интервенции и одземање на лични слободи и имоти. Тоа е всушност начинот на кој прогонот во 90-те години од страна на Фрчковски и службата за државна безбедност е отпочнат. За сега толку. Се надевам дека текстов ќе побуди реакција која може да доведе до понатамошна дискусија или пак полемика. На господин Трифуновски, како и на секој друг заинтересиран, им препорачувам да ги посетуваат веб страниците на Мизес институтот во САД, mises.org, и во Канада, mises.ca, како и да ги прочитаат текстовите кои јас и мојот брат ги објавивме во 2011 година, а кои се архивирани на темата модели на државно уредување на форумот Котле.